Денеска Министерството за образование ги објави резултатите од екстерното тестирање. Кочанските основни и средни училишта во глобала се задоволни од успехот кој е взаемен и за учениците и наставниците. Во основното училиште Малина Попиванова просекот на оценките од тестирањето се движи некаде околу 3,60 и е скоро идентичен со ланскиот. Денес во основното училиште Малина Попиванова официјално се истакнати резултатите од екстерното проверување на учениците од 4 до 8 одделение. Значи од самите добиени резултати ние сме задоволни затоа што нема поголеми отстапувања кај наставниците. Резултатите се истакнати како во училиштето внатре, така и надвор, со тоа што родителите можат во било кое време од денот да дојдат и да ги видат резултатите на нивните деца. Доколку некој не е задоволен од добиените оценки, може да поднесат електронски приговор. Рокот започнува од денес, па ќе видиме дали ќе има доставување на приговор или не. Учениците од основното училиште Свети Кирил и Методи на екстерното атестирање постигнаа резултати во просекот 4,3, а во Раде Кратовче просекот е 3,55. И средношколците ги оправдаа очекувањата на директорите и наставниот кадар. Во средното општинско училиште Гошо Викентиев просекот на добиени оценки на учениците е 2,33, а во Лјупчо Сантов 3,87, што во споредба со завршните оценки во различни години се изедначува со постигнатите резултати. Денес во забележните часови се стигнати оцените од екстерното проверување на учениците и веќе се истакнати на влезната врата, така да сите ученици може да го видат своето одстапување од оцените во дневникот и оцените од екстерното тестирање, иако тоа може да го направат и на страната на Министерството за образование и наука, секој поединечно да види колку се одстапувањето од неговата оцена и оценката од екстерно тестирање. Просечна оцена на екстерно тестирање во училиштето е 2,87. Учениците кои тестирањето поради оправдани причини го пропуштија во предвидениот рок, своето знаење ќе го проверуваат во август, кога и закажан вториот дел од